Концептот на одржливо управување препознава дека шумите имаат многу значајна улога во економијата, во екологијата, во социјалната и во културната сфера. И за да правилно ги управуваме, мораме сите овие 4 сфери да ги опфатиме при планирањето, односно при управувањето. Препознавајќи дека шумите се еден од главните ресурси за намалување на импактот од климатските промени, бидејќи се после зелените алги втор најголем врзувач на јаглероден двуоксид, Обединетите нации во 2007 година донесуваат резолуција за одржливо управување со шумите, во која се вели дека одржливото управување представува динамичен и еволутивен концепт, не е траен, не е еднаш за секогаш зададен, со цел да се зачуваат, унапредат економските, социјалните и еколошките вредности на шумите, со цел да им се остават на идните генерации. Согласно оваа резолуција, сите држави потписнички треба да ги имплементираат овие работи. За да можеме да ги имплементираме, викаат, треба да содржат плановите за одржливо управување треба да содржат 7 тематски елементи. И тоа, да се зголеми површината на ресурсот, како да се зголеми и дрвната резерва, така да се зголеми и квалитетот. Понатака, да се задржи биодиверзитетот, да се подобри здравствената состојба и виталноста на шумите, да се подобри продуктивната функција на шумите, да се зголемат заштитните функции на шумите, да се подобри социоекономскиот фактор, односно функција на шумата и да се на крајот, она најболното, да се подобрат институционалните и законските капацитети. Примената на овие елементи при планирањето треба да обезбеди ефикасна, ефективна рамка за оценување на одржливоста.